Државата треба да им помогне на локалните фирми подобро да се вклучат во регионалните синџири на вредности. Малку домашни компании учествуваат како кооперанти во странските инвестиции во земјава, забележува академик Таки Фити. Тој предлага да се поддржат со тоа што ќе се помогне земјата побрзо да ја надмине енергетската криза, која пак е надоврзана на пандемиската. Значи, многу малку домашни локални фирми учествуваат како кооперанти, како субконтрактори во производството на странските компании. Често пати нашите стопанственици викат не сакаат странците да прифатат таков тип соработка, наши предпријатија да произведуваат за нив резервни делови и други компоненти. Лично мислам дека не е точно. Ако обезбедиме, ако фирмите обезбедат добар квалитет, странците се и тоа како заинтересирано, бидејќи тоа им ги намалува трошоците на производство. Што може тука владата да направи? Во низа документи на владата има предвидено мерки за поддршка на оние компании кои што на еден или друг начин ќе се обидат да се вклучат како субконтрактори во производството на странските компании во индустријско-трговските зони. И на тој начин да се зголеми нашето учество во тие глобални синџири на вредноста. Тоа е извонредно значајна работа. Друга мерка според академик Фити е создавање фискален простор, односно намалување на јавниот долг кој надмина 60%. Следни се и инвестициите во енергетика и обновливи извори на енергија. Значи Македонија, како и многу други земји во светот, почнувајќи Македонија дури од 2008 година, до денес го изгуби фискалниот простор. Јавниот долг денес надмина 60%. И тоа создава опасност, ако се јават нови кризни нарушувања, едноставно државата да не може преку фискалната политика да действува и да ги стабилизира. Тоа е првата работа, според тоа е неопходна фискална консолидација. Постепено намалување на буџетските дефицити, сведување во нормални рамки типични за земјата, со тек на време не поголеми на среден рок од 2 до 3% од бруто домашниот производ. За оваа година владата планира буџетски дефицит од 4,6%. Тоа е првата работа. Втората работа, мора поентата да биде врз јавните инвестиции. Значи, пораст на продуктивните јавни инвестиции. Особено се препорачува јавни инвестиции во доменот на енергетиката, таа комплетна енергетска трансформација, премин од фосилни кон обновливи извори на енергија, зголемување на енергетската интензивност и така натаму, зелени технологии во други домени, значајни за македонската економија, тоа се покрај енергетиката, да речеме и онај сектор на управување со водите, отпадот и така натаму, но исто така јавни инвестиции во човечки капитал, многу е битно, едукација, образование, дигитализација и така натаму. Според економските експерти, во моментов за Македонија најлошо е што со сериозни проблеми се соочува еден од најголемите економски партнери за земјата Германија. Намалувањето на економската активност во Германија повлекува низа проблеми и овде, како земја кон која македонската економија е ориентирана.